20 на дена пред да си поднесе оставка, веде председателот на Кривичниот суд Стојан Черибарев писмено ги известил Судскиот совет, Врховниот суд и Министерството за правда дека во Кривичен затекнал работење спротивно на судскиот деловник и дека за одредени предмети се користел посебен систем наместо системот за автоматска распределба. Во дописот до кој дојде топ тема на ваша страна од судски извори, Рибарев ги информира за сите негови активности во судот откако бил поставен за вршител на должност, а посебен дел во писмото е посветен на АКМИСот и распределбата на предметите. Децидно ги известува дека предметите кои стасувале во кривичните совети не се распоредувале кај судија преку АКМИ системот, туку преку посебен систем на заведување и на евиденција изработен пред повеќе години. Со тој систем, предметите по заведувањето во евиденција на соодветниот уписник не се распоредувале по судија. Тие предмети биле распоредувани кај стручните соработници, а судијата се запишувал во системот дури откако предметот ке бил завршен. По околу 200 предмети, дури и по завршувањето, не било определен судија и предметите биле архивирани без означување на судија. Како судија известител се запишувал судијата кој бил председател на советот, а предметот го работеле судии по распоред по денови. Кој ден, кој предмет ке се работи одлучувале стручните соработници, а не судиите. Ваквиот начин на работа е во целост противен на судскиот деловник и поради тоа во судот имаше 790 предмети од овој вид кои не беа распоредени по судии. Кривичните совети се составени од по тројца судии и тие меѓу другото одлучуваат и за продолжување на притвори. Како што пишал во писмото Рибарев, комуницирал со фирмата што го креираше и одржуваше АКМИСот и од нив дознал дека ваквиот систем на работа е посебно изработен по барање на Кривичниот суд и автоматската распределба на тие предмети требало да започне од 1 јануари 2018. По ова врз основа на жребка биле распоредени сите незавршени предмети кај судиите. Надвор од АКМИСот, според писмото на Рибарев, се распределувале и старите предмети, за што утврдиле и апелационите судии при контрола на Кривичен. При мое доаѓање во судот, без автоматска распределба преку системот АКМИС, во работата биле доделувани предметите кои се работеле по стар ЗКП, но тоа одговорниот службеник го правел по распоред и редослед на прием по римски бројки. Оваа пракса е напуштена на 3 јули 2017 година со примената на измените на распоредот што ги донесов. Дополнително Рибарев навел дека од разговорите и дописите што ги добил од конкретни судии во Кривичен, констатирал дека не биле почитувани и други законски одредби поврзани со АКМИСот. На 20 јуни 2017 година констатирав дека во судот од февруари 2012 година не функционира работна група за управување со движењето на предметите во судот и не доставувала никаков предлог до председателот на судот. Судиите имале распоред за работа за еден вид на предмети, а примале во работа друг вид на предмети. Кај кривичните предмети судиите примале предмети по стар и по нов ЗКП и изразија желба тоа да се промени, посебно поради фактот што бројот на стари предмети значително се намалил и престанала потребата од тоа, а и приливот на предмети се намалува. За да ги тргне сомнежите од себе, особено по пишувањата и информациите во јавноста дека предметите на СЈО се паѓаат кај едни исти судии. Рибарев пишал и дека за време на неговото председателствување во Кривичен предметите се делеле само автоматски, а кога имало исклучоци тоа го правел согласно деловникот и законот. Тврди дека на негово барање биле направени 2 контроли и не биле констатирани неправилности. Отстранета е праксата да се доделуваат предмети на судиите спротивно на утврдениот распоред за работа, а на кое веде преседателот му е укажано од судиите со допис од 25 март 2017 година. Ова известување потпишано од Стојан Черибарев во Судскиот совет било примено на 3 октомври, или 3 дена пред Комисијата на Министерството за правда прв пат да влезе во Кривичниот суд, каде правеше увид во автоматскиот систем. Оваа комисија составена од 8 члена, 2 судии, информатичари и представници на Министерството за правда, направи увид и во Скопска апелација, а подоцна и во Врховниот суд. На 20 октомври Рибарев заминува на боледување, а 5 дена подоцна си поднесе оставка. Причините официјално беа од лична природа. Во телефонски разговор Рибарев денеска ни рече дека откако го испратил известувањето до надлежните, никој не се обратил до него за да побера дополнителни информации за сериозните забелешки за кои алармирал. Единствено што по неколку дена дошла Комисијата од правда со која вели соработувал. Не сакаше да открива, бидејќи се работи за предистражни постапки, но како што дознаваме, тој уште во октомври беше повикан како сведок во СЈО, а периодов
Откако Закмисот и државното обвинителство отвори предистрага, не бил повикан. Не го видел ниту конечниот извештај за Акмисот. Деталите што открила комисијата од наодот и 10 дена по декласификацијата на извештајот се недостапни за јавноста. Караджевски денеска не одговараше на неговиот телефон. Минатата недела рече дека го прочитал извештајот и во него немало ништо помпезно. Ништо помпезно, ништо страшно, да речам, како што е најавено, како што се во медиумите. Министерот за правда во декември ги презентираше на аудите на комисијата пред медиумите и потенцираше дека недоследности биле детектирани со често менување на распоредите, но и со исклучување на судии од Акмисот. Судскиот совет при своите контроли не открил никакви неправилности. За разлика од него, експертската група на Прибе прва алармираше за индиции и злоупотреби со распределба на судските предмети. И токму Акмисот најде посебно место во извештајот на Прибе, каде се посочува дека Судскиот совет, Министерството за правда и Врховниот суд биле должни да прават ревизии.